Одгледувачите на свињи од Зрновци, Чишиново, Облешево и Штипско се уште чекат пари од државата за да ги покријат загубите од африканската чума. Во неизвестност, од надлежните очекуваат одговор на прашањето кога би можеле повторно да ги отворат своите мали фарми. Истовремено револтот е голем, бидејќи не знаат како ќе ги обештетат. Нема договор, ни подпис, ни печат, ништо. Ние се обстануваме сиромаштијата. Ја 8 исклади без тоа. За тоа ме боли и срцето ме боли. Ако најдеме шанса од негде да си подведеме па. И Венцо Стојанов од село Чифлик се уште чека пари за свињите кои му беа еутанизирани пред речиси 3 месеци. Овој земјоделец за својата мака проговори на последните протести на ризопроизводителите. Све живо ни степа. Имаме, чуваме година, моментално за мене да каже, јас чувам негде на маторици, имаше за тов и некој динар земеме од тоа и се поклапаме. Од тие пари ги префрлиме за производство на ориз. Сега тоа ни изнештија на нула. Сега дома имам само 10 кокошки и 10 бройлера шона. Сега се спремат и тоа да го ништо. Од Агенцијата за храна и ветеринарство со одговор дека вршат административна и теренска проверка и по завршувањето нистата ќе почне исплатата. За сега нема конкретен одговор кога одгледувачите повторно ќе може да ги отворат фармите. Согласно правилникот, во радиус од 3 километри од жариштето се изврши еутаназија во сите одгледувалишта, кои што немаат или имаат ниски биосигурносни мерки. Токму тоа ги револтираше и земјоделците. Тие бараа ветеринарите прво да ги тестираат свињите, па доколку покажат позитивен резултат, истите да бидат уништени.